Почитувани новинари, почитувани граѓани, мерките и политиките на СДСМ за инвестирање во човечкиот капитал и нашата определба за реален и одржлив раст на платите даваат видливи резултати. Во изминатите 2,5 години растеа платите во сите сектори. Минималната плата ја зголемивме во 2 наврати, за вкупно 60%. Од 9.000 денари во 2017 година на 14.500 денари со последното покачување во декември 2019 година. Од јануари годинава за 10% се зголемија платите за над 32.000 вработени во образованието, со што растот на платите изнесува кумулативно скоро 21%, имајќи ги предвид претходните 2 покачувања за само 1 година. Од февруари значително се покачуваат платите за над 18.000 вработени во јавното здравство. Платите на лекарите специјалисти се зголемуваат за 25%, за општите лекари за 15%, за медицинските сестри за 10%, а за 5% повисоки плати ќе добиваат и здравствените работници, соработници и помошно-техничкиот персонал. Истовремено, додатокот за дежурства на лекарите од овој месец се зголемува за до 5 пати повеќе во однос на 2018 година и сега платите на лекарите специјалисти на сите клиники ќе бидат 100.000 денари, а некаде и повисоки. Значително порасна и платите во социјалната и детската заштита. Го вративме достоинството на воспитачите и на социјалните работници. 1170 вработени во центрите за социјални работи добија историско зголемување на платите во просек за 4363 денари по вработен. Историски највисоко покачување добиваат 3138 негователки и воспитувачи во градинките кои сега земаат плата во просек за 3000 повисока од претходно. Со мерките што ги спроведуваме, обезбедуваме раст на платите и во приватниот сектор. Меѓу таквите мерки е субвенционирањето на придонесите од задолжително осигурување за компаниите кои ќе ги покачат платите до 6.000 денари. Оваа мерка досега искористија над 20.000 компании или вкупно 106.000 вработени во приватниот сектор. Со тоа се отвори спирала на раст на платите што најдобро се гледа по примерот со просечната плата. Просечната плата во ноември лани изнесуваше 25.787 денари, што е за 1.239 денари повеќе отколку во ноември 2018 година, или речиси за 2.600 денари повисока во однос на истиот месец во 2017 година. Сите овие мерки значат повисоки плати и повисок животен стандард. Продолжуваме и понатаму да инвестираме во човечкиот капитал. На прав пат сме. Благодарам.